Добре дојдовте во 11-тата епизода на Работ на 16-никот, Edge of the Box. Денес сме со многу интересен гостин. Од ведро небо Кире издействува. Еве го до нас седи најголемиот спортски новинар во Македонија, најголемиот фудбалски, олимписки, 15 олимпијади рековме, 15 диамантски купови во атлетика, златни купови и така натаму. Меѓу мене и Кире дечки денес седи Зоран Михајлов. Зоран Михајлов, добре дојдовте. Добре дојде во емисија. Добро ве најдов и да ви кажам право, пријатно се чувствува, може да си правиме муаве за спорт колку што сакате, за сите спортови, затоа што меѓу другото имам 15 олимпијади, имам видено и некои спортови кои кај нас не се практикува, па и за нив може. И така да ќе настојувам да бидам вака пократок, затоа што знам да се расплинам. Мене тоа уопште не ми смета. Да трае долго емисијата, да не е малку напорно за гледачите. И затоа вака во куси црти ќе опишеме она што ми останало. А ми останало многу во меморијата од минатите времења, од тие спортски надпревари, најголеми спортски светски приредби. Ти спомна во најавата 15 олимпијада и 15 имamo светски атлетски првенства. Тие по важност за светот се втори после олимпијадите. Дури и пред фудбалот, пред ракометиве, кошарките, се знае атлетиката ја има во цел свет. Не дека јас бев атлетичар по вокација спортска атлетичар, иако се занимавав и со други спортови, тоа ќе ви го кажам и така. Па да почнеме од таму, јас мислам. Кире си има веќе некоја агенда што сака да ја истера убава, така да Мислам тоа е убаво да тече приказната. Вие сте били атлетичар во Југославија, така да јас би почнам од таму. Вака ќе почнеме. Јас во гимназија се запиша во машка гимназија, живеам во Дебар Мало, кај Дадија кафеаната. И многу мина се чудеа, вика далеко, кај ветија тука Јосип Броз Тито гимназијава. Тука е во сегашен центар за странски јазик. Да, знам. Абе викам Јосип Броз Тито, ама вика женска гимназија, ова е Цветан Димов, машка гимназија, дека е машка. Ја отидов таму да не ме зафркава Дебар Мал, се ке рече, кај најде се у женска гимназија дојде. А во машка гимназија имаше доста спортисти, од таму потекнуваат браќата Божиновски, Часлав и брат му, Часлав Божиновски долго време, цел живот во Вардар, и фудбалер, и тренер, и директор на клуб после тоа, брат му беше одличен одбојкар, Зоран. И тие беа таму беше Александар Књазев, познат кошаркар, кошаркарски тренер, Књазев, уште од 56-7 година со кошарката, 57 беше и на Европско првенство за Југославија, ма железничарска репрезентација со покоен Драголјуб Лазов, директор долго време на лотарија, Македонска лотарија, инаку беше и новинар во Нова Македонија, правник беше по струка. И низ таа машка гимназија помина доста овака познати спортисти. Тука беше и покојниот Кирил Дојчиновски, тука беше Кире Пеев, кој долго време играше на бековска позиција во Вардар. Тука беше и Ламбе Пеов, кој беше најголема надеж во 60-тите години на македонскиот ракомет, седевме во иста клупа. Тука беше Трифе Трифуновски, познат одбојкар, еден од првите наши македонци кои играа за југословенската репрезентација. Потоа тука имаше и од светот на уметноста, така да кажам, личности, па да се пофалам, тука учеше и мојата сестра Гордана Михаилова Башнаковска, инаку позната поетеса и добитничка на наградата браќа Миладиновци таму 98-та година на Струшките вечери на поезијата. Па таму беше и Мара Попара, ја викавме, Коцева се презиваше, позната артистка. Таму беше Зоран Ѓоргиев, еден од најпознатите
интерпретатори на забавна музика во тие времења, па тамо од светот на уметноста беше и Ацо Симоновски, интерпретатор, и ден денеска негде се среќава, вака ќе го видам, инаку учествуваше во оние емисиите Извор на спортист на година, кај Бошко Трпевски во Сител, и пееше мексикански песни, беше познат по тоа. И ден денеска ги пее баш. Минатата година, пред година дена во Гевгелија беше во Неворски бањи таа манифестација, прогласување на добрите, па и таму се видовме, застана, пееше, викам, ме подсети на минатите времења. Мене ме интересира сега, затоа што набројавте алеја од сериозни имиња што биле заедно со вас у гимназија. Како се случува, еве, например, Зоран се одлучува за атлетика, Едниов се одлучува за фудбал, дали имате некаков тип на... Зашто тоа е друго време, ние сме растени у време каде што веќе децава на 5-6 години се на пат, овој ќе биде фудбалер, овој ќе биде тенисер, овој ќе биде атлетичар. Како било у тоа време? Во тоа време, некои спортови заживеаја и беа интересни за младите. Други спортови традиционално се одвива. Ова заживеаја најмногу се однесува на ракометот, затоа што предходно се играше голем ракомет, тоа малкумина знаат, на фудбалски терен. И јас не знаев, ко дете се шетам тамо кај Дадија, кафаната, бидејќи тамо живеам, гледам Висбаден, работнички градски стадион, сабота 15 часот. И викам, фудбал, германците го води на тамо, гледаме со рака за Славко Матовски, еден од познатите спортски работници во Македонија за мене, и тој го формираше Завод за физичка култура на Македонија, формираше спортска медицина, која беше сместена прво во една просторија кај што беа соблекувалните на јужната трибина на градскиот стадион. Само таа си беше. Да, тамо доктор Никола Христов беше еден од првите спортски доктори, а тамо беа и соблекувалните на работнички кошарка, работнички ракомет, работнички атлетика, а фудбалот си беше посебно кај салата што е сега таму, па и ден денеска таму се соблекуваат фудбалерите, така што сите спортови не интересира. Еве, например, јас со атлетиката не сум помислувал дека ќе бидам атлетичар, гледав една трка меѓу на 2-13 години, Лазо Милошевски, прв македонски атлетски репрезентативец на Југославија, трчаше 50-та година во Брисел за Југославија на 400 метри и во штафетата 4 пати по 400 метри со Мемо Сулејманов. Мемо Сулејманов исто така издржлив тркач, и една трка на 800 метри, а рекордер на 800, бидејќи побрз беше Лазо. Мртва трка, имам и слика една од таа трка. И од тогаш некако ја засакав атлетикава, и кога се организира овие кросевите, во тоа време имаше редовно есенски крос, што го значуваше и почетокот на учебната година, практично сите училишта учествуваа со своји екипи, а имаше и пролетен крос на пролет, кога завршуваше училишната година, негде во април се држеше тој крос. И јас на првите кросови така, без тренинг атлетски, без ништо, она што игравме фудбал помалу на улица, па игравме во дворот на учителска школа, така викавме кај што општина центар бараките. Имаше ракометен терен таму убав и на него по цел ден. И на тротоар, да не зборам, имавме нацртано, игравме сервис. Сервис, и тука некој пат и ке настрадавме од балконите, ке ни фрла вода и ке се разбекавме. И ние бевме тен безобразни, играме у 3 сат, луѓето дојдени од работа, легнале да се одморат, ние бам-бум. Па тоа е детската игра, мене ми е тоа баш убаво. Тоа е, и со сите спортови. И во гимназиите тогаш
и во средните училишта, други, не само гимназиите, се формира екипи, бидејќи имаше меѓу училишни надпревари. Имаше во ракомета, имаше една игра, не знам дали игра сега ми се чини, не народна. Народна, престана кога бевме деца веќе прво, второ, трето, народна, тука беа последни народна бев генерации. шампион, деха брз и во браќа Миладиновци во дворот победивме на еден турнир, на раце ме носе овие од класот мој. Бе не можеа да ме погодат, нели се игра внутре, маваш и од надвор. Тие што играат, што ќе испаднат од надвор, тие па сега исто им помагат на овие што останале. Да. И останавме 1-1. Ова ја лево, десно, земав топка, ова удревме и тепавме. Тоа е тоа. Таа народна, и пишувам за таа во мојата биографија, дека беше многу популарна меѓу младиве. Тогаш се формира екипи по училиштата и најприкладен спорт беше ракометот, зашто требаше само 2 стативи, двор имаше, во дворот се обележуваше игралиштето и така почна многу млади луѓе да се занимаваат со ракометот, со малиот ракомет, така го викавме, бидејќи за големиот почнав да кажувам, со Висбаден гледаме на фудбалски терен, 11 фудбалери распоредени како во фудбал, десен бек, лев бек, десен халф, лев халф, центар халф, десно крило, десна полука, 11 души. Центар фор, 11 души, дури и фудбалските тренери беа тренери зарад тактиката слична на екипата на работнички конкретно, која беше прва формирања во голем ракомет, а после се формира и во Битола, таму беше женскиот ракомет. Имаше една девојка која учеше физкултурно, после во тој економскиот техникум во ова, и кога отиде Славко Матовски, како веќе човек од ракометот да го промовира тој спорт, таму се запознава со неа и формира женска екипа. Огромна женска екипа, имам слики, 2 екипи се техникум. Значи тоа големиот ракомет сепак имало замав во Македонија, не било 15 минути приказ. Не, имаше, па тој се играше веднаш после Втората светска војна до 56-та година. 56-та година Драган Геровски, Дален, наш ракометар, скопјанец, девормалец, играше за студентската репрезентација на Југославија во Ахен против Западна Германија, тогаш дека Западна и Источна беа поделени, и он беше прогласен за најдобар играч на тој надпревар. Да, го зборам. Да. И од тој ракомет промотор прв беше Славко Матовски, бидејќи Славко Матовски беше прв студент од Македонија на ДИФ, што искочил од за физичка култура факултетот во Белград. Овде немаше, овде се формира после 20 години факултет, можеби и повеќе за физичка култура. И тој тамо нормално како студент, веднаш тамо 46-47 со ракометот и играше за репрезентацијата на факултетот, потоа заигра и за репрезентацијата на Југославија. Составот беше на ракометари од Загреб и од Белград, тука беа центрите. И Хазена ја вика многу ми на тогаш таа игра. Големиот ракомет? Да, големиот ракомет. И Славко од тогаш почна со ракометот, овде го формира работнички, прво голем ракомет, а малиот, овој од 46-7, после Втората светска војна, а малиот прв пат 52 се заигра, исто благодарејќи на Славко Матовски, работнички формираше екипа во која што влегува и кошаркарите од работнички, и многу кошаркари игра. Тихо Михајлов, Цете Петровски, Стефан Тодоровски, Цефи, еден од најпознатите наши кошаркарски тренери и еден од првите, би рекол, учители на Лазар Лечич во кошарката и во училиштето кога беше во средно физкултурно Лечич. Цефи играше и голем ракомет. Тогаш дека постоеше спортско друштво работнички со повеќе клубови и сите си помага.
И фудбалери игра голем ракомет, бидејќи тактиката... Може би На треба да почеток го било вратиме слично, големиот враг. Мене ми звучи многу Интересно интересно. звучи. Мене ми е малку и нереално како на такав терен играат. Па игра Ракомет, теренот ама- тој само не се шутираше од додуше у фудбал стигаш до гол, сега нема што шутирање, меѓу тоа 13 метри беше обележен Да. просторот голмански, како сега шестерецо сме Пенал, мали да. од Рековте ракомет, пеналот 9 метри. пеналот од 9 метри Да. внатре и со рака све. Треба да немаме некоја слика да ја покажеме тука, пошто ја немам ни представа како Мене ме изгледа. интересира дали сите 11 играчи трчаат напад одбрана или било малце поподелено, затоа што мене ми е пресмешно да ги видам на ракометен терен дури сега кога е мал. Ока сега, бидејќи многумина се чудат како сега на топка да не ја земи ко рагби да трча со Да. не. Дозволено беше 3 удирања на топката и запираш. И ако нема кому да додадеш, не смееш да ја држиш повеќе од 3 секунди, гледаш и ја удираш 3 пати. И така со по 3 пати удирање може да стигнеш и до До пола терен. противничкиот Да, гол да. ако не најдеш некој соиграч тука, бидејќи напорен спорт беше да го проиграш и да се шутира од 13 метри. Тоа беше цела филозофија во тој спорт. 3 удирања, пресо, па 3 можеш да продолжиш. И порано со ракометот, малиот ракомет имаше па само едно удирање и И мора да подавај. даеш. Да. И гледаш кој да проиграш и се губи топката. Така интересен спорт беше, напорен. И затоа и фудбалски тренери се сеќавам маџијата Луковски, татко на Кошаркаре. Митко и на покојни Јанко Луковски, беше тренер фудбалски во работнички, тренери на овие во голем ракомет. Потоа Бојаджиевски тренер од Грк и тој, така го викавме Грк. Се претопувале спортовите. Да, Тој го се- теренот претпоставува, ми така проникнал. Затоа и веднаш имаше интерес за малиот ракомет, што го викаме PS2, а веќе 54-та, 5-та работнички играше и на турнирите за првак на поранеша Југославија, тогаш се формира и клубови. И интересно е дека тогаш што се формира клубови во ракомет, меѓу првите тие се центри и денеска ракометни Битола, Прилеп, Велес, Скопје. Да. Подоса Гевгелија и Богданци. Во мал ракомет, Охрид исто така уште на почетоците и во Охрид играше најдобриот стрелец, по 30 гола даваше, Спространов се презиваше. 30 на ракомет И е така- многу. Да, доста. Растураше. Перот Спростран, така го вика. И така, тогаш сите со сите спортови, така и јас дојдов до ракометот. Во училиштето јас се затекнав со Ацика го викаме Књазев Циву. Он беше 4-та година пред излегување од гимназија, а ја прва и бидејќи цел ден ја таму на работнички, на кошарка му враќав топки, он шутира, добар кошаркар. И на ракомет тој не водеше гимназиската, ја главен. Значи не било само атлетика, вие сте били у ракометот, може Ракомет, малце па, фудбал. сега ракомет играв за Македонија, Зафер Куновски ни беше селектор, 62 во Охрид на Куп на републики. Ама мал покрај- ракомет, така? Мал ракомет, голем не сум. Мал ракомет и таму бевме трети. Во Охрид гледалиштето полно сега паркинг е таму во центарот на градот, еден паркинг. Таму имаше ракометно игралиште и канцелариите на Совка од Охрид, ама тоа се е збришано, сега нема. И тоа, кошарка му бев прв капитен на Лазо Лечиш. Дули Андоновски ден денес како ќе седнеме негде. И на сите вика Зоки ми беше прв капитен. Дека сите обработнички таму Лазо дојден од школување Лечиш, за него зборувам. Дојден од Белград и вика ајде кошарка ќе бидам тренер на младинците на работнички. Доаѓајте сите од ракомет, од гимназија, од ова. И така се сеќавам со него во Гевгелија на републичко првенство за младинци во Гостивар. Вака многу
Сум многу наврати во многу спортови го спомнавте работнички како клуб. Ме интересира во тоа време како парира, дали работнички е најголем клуб? Работнички беше најмасовен, најголем, многу спортови од тука почнаа да се развиваат, меѓутоа секогаш од кога стапи на сцена Вардар беше некако во сенка на Вардар, се сметаше дека Вардар е државен клуб, како сега што се смета дека Вардар го помага владата или не знам која, има вистина во тоа. Миленко е таму директор, он си ја знае работата. Го средува Вардар горе-долу, ќе видиме што ќе биде понатаму. Ќе видиме, да. Така направив така една дигресија, едно враќање. Барем не су втора лига, ако нешто друго. Да. И Мене ми е мило вака за работнички, пошто јас сум фан на работнички од дете, пошто сум те вармала, да? И добро е што навијаш за работнички. Мислам, ја во Вардар бев и генерален секретар на фудбалскиот клуб од 81 до 84-5 Да. Тоа сакав наредна тема да биде, да продолжиме со фудбал малку. Па отприлика ова е тоа, Да. што се однесува до овие други доживувања, трки. Една трка ќе раскажам, 189 атлетичари на старт бевме во Инџија, крос на Југославија, првите 6 одат во репрезентација и одат на Балкански крос во Истанбул. Ова се случува 62 година и тогаш и ракомет и кошарка кој играв и ракомет даде на освоено трето место во Охрид. Инаку играв за Партизан 1, Партизан 1 и Работнички беа првите ракометни клубови во Скопје кога почна малиот ракомет да се игра. Обично во друштвата Партизан се формираа тие клубови на почеток, кога се развиваше спортот. И затркава во Инџија државно првенство, трча во конкуренција на младинци. Имаше постари младинци во конкуренција на постари младинци, имаше млади сениори и сениори, 5-6 трки имаше, да. И ја во оваа младинската конкуренција 189 атлетичари на старт. Лее се викаше тоа патеката, ливади едни покрај Инџија. А таму па професор по физичко беше мој добар другар Душко Ангеловски, кој после дојде овде и беше тренер во Работнички, тренер на репрезентација. Кога зборам за атлетика да кажам дека обично заборавам тоа, не го сметам вака за некоја голема работа. Еве, бев прв селектор на македонска атлетска репрезентација 67 година. Ако ги Од мешаме 67 до 77 бев селектор во времето кога се појави Вера Велјановска, газелата, така ја викав ја и пишував, од Битола, на 100 метри, прва, втора на првенствата на Југославија и репрезентативка. Стандард на 4-5 години со Елица Павличи, со Шушњар, со сите, и имаше трето место на Балканијадата во Софија сениорска, а како младинка беше шампион на Балканот во Измир на 100 и 200 метри. На 200 метри до пред 7-8 години имаше рекорд. Младински го држеше на Балканот. Тек сега успеале да го... Сега го собори, можете. Таа има трчано со Марита Кох, најпознатата источно-германска на Европско првенство во Сала на 60 метри. Што да кажам? Тоа треба да го потенцираме дека вие се извинувам. Селектор, а тренери беше Чукалков од Битола, имаше двајца браќа тренери кои работеа и го создадоа атлетскиот клуб Олимпија, кој за жал денеска живорка, како сите атлетски клубови. Нашиве се соблекуваат овде под трибините, кај што се резервните фудбалери, туширање нема дома, ако има тушка се стушира. Девојките во автобус ќе влезат на подмир и саат овие ги гледаат што е ова млади девојки, а тие од тренинг се враќаат, нема кај да се тушира. За жал таква е работата, ај да не излезе дека лошо збори. Критикувам, меѓутоа треба да се направи нешто. Атлетиката е кралица на спортови. Апсолутно. Кралицата на спортови, да. Ама кај нас кралицата на спортови нема круна. И не можеш да видиш дека е кралица. И кажав дека сум селектор, затркава сега оваа 189 тркачи.
Ја идам, напред сме Филиповиќ, Павличевиќ, Жунтар, Драго Жунтар, добар тркач од Целје беше, Радич од Црвена звезда, Есаповиќ од Борец Бања Лука и челнава група, ние, ја водам, се менуваме и вртевме 3 кругови и во сите тие 3 кругови по 1500 метри колку беа за 4,5-5 километри да излезат. И напред ја цело време имам и слика тука една убава. Меѓутоа пред целта на едно 50 метри имаше кој јас дека крос и на неверните и вокал и на треба и све. И ја незгоден доскок веќе одам во групата и се одделив, избив на прво место и пропаднав во јазот, од два излегов кој излегов, 50 метри одвај ги дотрчав и тука ме минува 6 тркачи, 6 беше Радич и тој отиде Пред вас. во репрезентација за Балкански крос и јас 7-ја ја водам цела трка. И викам, што ми се случи од тогаш со половината, со кичмата проблеми, нешто незгоден доскок ли, не знам што беше. И тоа го влечев долго време. Меѓутоа жал ми беше што испуштив, а Елица Змејкова тогаш победи на кросот југословенски, наша шампионка, професорка беше долго време во Јосип Броз Титова физичка култура, а мажот и беше директор на гимназијата. Она отиде и беше 6-та најдобро пласирана југословенка на Балканскиот крос тамо во Истанбул. Јас не успеав, добро, после успеав да се пласирам на 1500 стипалчес во репрезентација, ама следната година, да, тоа е со пречки. Младинците трчаа 1500, имаше и 3000 за сениори, па ги трчав и двете по потреба за работнички, која беше екипно првенство. И во таа дисциплина стипал влегов во репрезентација на Југославија за младинци на изборна трка во Љубљана на Шишка. Тогаш немаше тартан на Црвеница. Одам, врнеше цела ноќ тамо и викам, клинците добро големи беа, тогаш не може и да се менува, такви беа. Има Адидас спринтерки на времето. И тркава почнува, а во не учествува 16 души. Најдобри во Југославија до тогаш, според резултатите, испратија покани во работнички, доаѓам и вика Чедо Шаревски, тренер ми беше заедно со Љубиша Тарбоевски. Вика, Зоки, треба да одиш вамо и има шанса, гледам по резултати, добро, Чедо. Картата во джеб, гратис карта имавме, дека работнички железнички клуб, отворена, кај сакаш, качувај се на воз и иди од трка на трка. И да продолжам сега за тркава. Да, трката во Љубљана на Шишка. Не очекував дека ќе има и гледачи цела ноќ време, меѓутоа тие загреани за атлетика словенците, имаше таа една трибина, имаше стадионот, речиси исполнета, а јас имав братучет и Чичко во Љубљана, меѓутоа Чичкото пред тоа беше отидем преку Швајцарија во Торонто, во Канада, тамо живееше, добро се снајде, остана тамо, меѓутоа жена му и синот не сака, он одеше, не му се допаѓаше и се врати во Љубљана и дента доаѓа да ја гледа трката, јас пиев кај нив, да не трошиме пари работнички, денеска фрламе, ајде бе, ке платиме тука. Немаше тогаш, идеш, спиеш, Се снаоѓаш. кај роднините. И доаѓа он со точак. Уште тогаш имаше за велосипеди во Љубљана патеки, затоа не ги знаевме овде ќе ми изгазеа на тротоарот која направи, викам чекај ме горе воз. И сега се загревам све, викам, се гледаме кукучи и маче, сите 16 души, а 20 одат во репрезентација. А мене би беше многу битно да се пласирам, затоа што месец дена после таа трка во Скопје, Атлетски сојуз на Македонија, организатор на двомечот меѓу Југославија и Бугарија. И викам, сега ќе запнам, па што сака нека биде. Почна тркава, не минавме ни
Ни вака се излеговме од кривината, значи вамо стартувавме дека 1500 метри беше, не беше класичен старт за трки на 1500, беше пововлечен, Так. за да се компензира метражата што кога ја ќе сврти кратиме зарад кривина. јамата. Так. Зарад неа и затоа излеговме од тука и наравно ја гледам од почеток да бидам во групата, да не мора после да се претекнува, да. колку издржам и групата 5-6 души со мене се одделивме од 16 и туку еден зафати од тоа црвеницата, јас со отворена уста, таа право уста. И викам што да правам? Да плукам, ќе треба да застанам ова и викам Зоки голтај, па што Тоа ќе е. бе и ја голтнав. И одам, трчам, не испуштив ништо, групата ја држам, ама љут за тоа, викам се. Сега ќе И види. завршив, мислам тече тркава, доаѓаме до завршницата, едно на 120-130 метри внатре јамата и од неа почнуваш, излегуваш од свиокот, Према цел. право, веќе тука е целната рамнина. И јас пред да дојдам на последниот скок на јамата, викам Зоки, сега ти е шанса, дај запни, да им се освестиш за ова што лапна Голтна. шљака. И ја отидов за да не дојдам во гужва, дека секој ќе се бори Најблиску во до- средина, на одразната ова пречка, лево, десно, па многу на страна, па може да удриш и покрај јамата на тоа да, оградата и 5 многу. ризици различни. И гледав и затоа, кога влеговме во свиокот, за спринтував, дојдов на прва позиција и скокнав преку јамата и викаме сега не се дам, па што сака нека беа, се осеќав свеж. И ги осеќав, бога ми, 5-6 метри зад мене, ја мислев дека се тука, ја од страв да не ме стигнат. Адреналин, Да, адреналин. и извлеков. Баш ка може и И шљаката победив помогнала. и сите се изненадија, а меѓу гледачите беше и Владо Аницинов, другар од Скопје, тенисер, а Владо беше минативе години 20 најдобар тенисер во Европа за новинари, беше шампион европски, надпревари меѓу новинари, стално играше со Сашо Панов, игралиште направи овдека негде во Карпош, под куќата кај што живее овој Владко. И он беше дописник долго време на Спортска новости и вестник, и он јави во Нова Македонија одма дека Зоки Михајлов прво место, изборна трка, еве добивме репрезентативец. И ако дојдов ај честито, ребе, чекај, може нема да ме земат, викам, ова ќе рече случајно сум победил. И така, и после овде бев капитен на репрезентацијата, Словени, кој се интонираше химната, го дигав знамето тамо кај стоењето беа јарболите и зарѓани тие сајлите и на тој бугаринот, тој па хврлач на кладиво, му викам, брат, ако заглавам со дигањево, Ќе помогнеш. доаѓај да помагаш овде, нема проблем. Абе, ќе дигнеш, вика, лес. Држ, не свири, химна, дигнав некако. Ама Чега си тоа биле ме капитен на- деконцентрира На југословенска репрезентација. на Југословенска, за Југославијата. И тоа беше така, таа трка, после имав уште 3 трки за Југославија, за младенците, за сениорите не протрчав, зашто млад се откажав. Па тоа ќе ми беше каде се случува промената од атлетика и од спортист кон новинарство. Новинарство, да. Кој е момент? Моментот е тој што кога одев на трки ме замолува Мицковиќ, колега, уште пишува, беше во Нова Македонија, и заедно бевме тамо, ова, откако станав новинар, и испраќав извештај. Некојаш и на Радио Скопје, Бранко Давидовски, Ливко Панговски, ке се јаве, Зоки, од тамо јавени се, ке сниме, тонски резултати за тебе, за другиве македонски атлетичари и така. А во гимназија правевме слободна тема една, преку Млад борец, вестник излегуваше тогаш, а во Млад борец Атанас Костовски
беше уредник на спортска и ја напишав некој текст, спортот и младите, се им се допадна, го објавија и викам, абе, ова добра работа, викам, новинарство. И истовремено трчав, во меѓувреме пишував за Млад борец, уште не сум, па во Млад борец таско за мене на цела страна со слика, репрезентативец, ти реков, ми рече. Ко дојде за запишување на факултет, пред тоа дрмна земјотресот. А земјотресот се случи во многу незгодно време, на 26. јули, среде лето, а 6-7 дена пред тоа беше двомечот овде со бугарите. И многумина мисля да едноставно да не се случило нешто со мене, па преку Радио Белград, Радио Скопје ме барав, па во Радио Скопје им јавив на Бранко Давидовски, викам, да, жив сум, во Охрид сум, а ја после трката дојде во Охрид малку тамо, дека татко ми од Охрид, па кај чичко ми тамо. И викам, здрав, жив сум, јави, вие објавија и добро, и ми доаѓа одма овој позив преку телепринтери, тогаш пуштаа до радио Зоран Михајлов и Елица Змејкова веднаш да дојдат на Кошутњак во спортскиот центар во Белград. Да ги видиме живи. Да, и ние отидовме цело лето тамо на припреми, обезбеди Атлетската федерација, дека она беше па сениорска репрезентативка, од тука на Крајнска гора на подготовки, цело лето така течеше. Јас се запишав на факултет во Белград и бев смесен кај кумот што ни беше, а кумот беше познат човек во Србија, тој бил еден од првите пилоти во Првата светска војна и со едно крило има долетано, ја не знаев и мене никогаш тој тоа не ми го кажа, по некоја ливата покрај Солун. Страшно. И останал жив и после професор на факултет, шумарски факултет во Белград, а татко ми отиден 30-та година тамо, 31-та, да студира на шумарски. Група студенти од овде од Скопје, да живел некако, пастрмка ќе испратат од Охрид, ќе се продаде пастрмката, ќе има пари за спиење, за прајање, и изгора факултетот на време, а овој Крстич, Орест, професор. И он уште тогаш го забележал дека интересова и кога завршил факултет, завршил со високи оценки, му вика, знаеш што Михајло се викаше, татко ми, јас сакам некако да станеме поблиски ние, ако сакаш можам да ти бидам кум. Тој знаеше дека не е женет и татко ми дека допрва ќе се жени и така. И татко вика, драго ќе ми биде, и така кум ми беше тој. И кај него бев после земјотресот, откако заврши овие припремни репрезентации трчања за факултет за упис. За упис ме запиша, нити отидов тамо да се јавам на електромашински факултет, за тоа бев заинтересиран. Пера Вуковиќ беше генерален секретар на ова и на партизани, на Атлетски сојуз на Југославија, и беше во управата на Атлетскиот клуб Партизан. А јас сакав да одам во Партизан затоа што таму беше Фрањо Михалич, еден од најголемите тркачи југословенски, а со него и на подготовки Крајнски гори, Похорје, Кошутњак. И викам, таму ќе одам, они ми рекоа, биди смесен вамо, да се среди со факултетов и ќе најдеме сместување во ние кулите покрај ЈНА, има станови они. Сега нема стан да ми дадат цел, али 5 атлетичари во трособен, 4-особен стан. Студентски. И така, ако му вика, не бе, ти ќе останеш тука, а неговите 2 сина веќе се оженија, се оделија. Се оцелеле. Он со жена, куќа. му сами вика, тука ќе бидеш. И ја дури бе пријави Партизан на трка во Загреб на државно првенство.
Викам, абе, незгодно е, работнички, немам исписница, вика, се слушавме со работнички, ние, Се уред. нема проблем, ти ке си трчаш за работничка, идеш со нас во Загреб и отидовме и стрчав, четврти бев тогаш на сениорско првенство, стипалчес. Не стигнав до пиедестал, разочаран бев малку, викам, тркава. За Партизан не трчав, ама со нив отидов. Да. И они ќе се фали, имавме човек на Така да. постојни тоа. И ништо помина тоа, отидов кај во Белград се вратив. И тогаш ми јавуваат, абе, овде се ситуацијата во Скопје се консолидира влоши. горе долу. Се среди. А помош дојде од цел свет тогаш, и овие бараките, фински, шведски, чешки, Јапонски, јапонски, се нешто. бугарски, имаше. Бугарите па ја направи универзалната сала. Таа што ја прават сега со години, кој знае дали ќе биде готова, и дај Боже да биде. Дај Божество. И вика, може и ако сакаш и да се вратиш, разговарам со татко ми, вика, повде да се запишеш. И ја вамо отидов више и на неколку предавања, некако тежок факултет ми изгледаше, викам, ова трчањето, кај ќе стигнам. И викам, добро. И викам, знаеш што се интересиран сум јас за новинарство, што сакаш, викам, дојди си овде и така. И новие кои им кажав, леле, се разочара ако моите, вика, тамам, тоа предпоставив сака да го кажат и ја развив пензионерската монотонија, бидејќи синовите електросите. Сами дома, да ги дзирнат. И ја бев таму, све што треба, спиење, ја бе, не, мене непријатно ми беше, ама ептен. И викам, ајде, доаѓам во Скопје, дојдов во Скопје, каде? Сакам новинар да бидам, ќе се запишам на Филозофски факултет, Југословенска книжевност група, таму ќе полагам и бев во генерацијата на Блаже Конецки, Харалампие Поленаковиќ, Спасов, Тоа е на интернет го има. Гане Тодоровски. Со Гане од кај почи Јоле отидовме на факултет ја да полагам, он да ме испитува. Професор. Така. И мислам, Левков, Спасов, сите професори врвни и научни работници. Не било сите тешко беа. да се научи И нешто. така, па ја за запишувањето, бидејќи доцнев ја од вамо дојдов, документи ми помогна Диме Павловски, покојни за жал, новинар во Млад Борец, беше добар другар. Он го заврши тој факултет, ја знаеше процедурата, дури и книги некој ми даде. И со него, а многу помогна пак спортско-шаховска линија, Васил Панов. Васил Панов беше мајстор Шахист. во шахов, со звање мајстор. А мајстор југословенски на времето беше на ранг на интернационален мајстор во свет, дека Југославија велесила. Така. Беше во шах, Глигорич, Матановиќ, Трифуновиќ, Матуловиќ, Парма беше светски младински првак. Елитни играчи. Рисо Нишевски нашиот, Јован Софревски. Васил Панов и на првенството на Македонија се бореше тука за првите места, беше секретар на факултет. И ја Многу одам бил мал градов. кај Сите него, биле некои. Василов, ајде ме, дај документи, не ми објаснувај многу. Му дадов и доаѓам дома, викам, готово, викам, ме запиша, приемен, не приемен, доцнам кај приемен, кај кој ја полагам, викам, ме запиша, видео Почнуваш оценките. директ. И директно и така да го заврши факултетот. Паралелно, благодарејќи, мора да кажам, две колешки ми помогнаа многу. И Ристо Стиков беше таму, одрадио овој познат новинар, за жал покоен, Ице, со него па и комши, и он имаше мал придонес да влезам во новинарство, зашто ја прво во Радио Скопје почнав да работам, после Нова Македонија, па телевизија. И овие двете, бидејќи јас се вработив тогаш, Мицковиќ отиде
во војска, меѓутоа пред да дојдам во Нова Македонија, во радио имаше една емисија 63-та, спортот во годината што мина, ја бев меѓу најдобрите 10 во Македонија. И интервју со Бранко Давидовски, Ивко Панговски, и викам, Бранко вика, бе, знаеш што ти заврши, доаѓа, сега си доаѓаш овде, ке си трчаш, за трчам, а вика, нас ни треба човек, вика, во радиото, немаме некако двајцава, не стигнуваме, а Љупчо Стевковски им беше хонорарен, си работеше во Електро, за преноси доаѓаше Вардар и други ова фудбал кој има. Важи, ја прво така несериозно тоа, важи, и ми се дојде века утре на разговор, нешто и Стиков му кажал. Вика, разговари, вика, сакаш да бидеш новинар? Сакам. Оди дома, ќе ти се јавам за некој ден, он меѓу време консултација со и по 10 дена ми се јавува одам. И тамо беше Драган Геров во еден од уредниците, а Драган Геров беше па десен бек во Вардар на времето, фудбал. Тамо беше и Благоја Стоилковски долго време познат новинар во внатрешно политичка, Бранко Давидовски нормално по спортот, за да им каже кој сум, што сум, иако ме знае од спортот. И вика, ако си заинтересиран, бујром, од утре почни да работиш. И ја од утре дента дојдов и тамо 63-та година, значи крајот 64-та, отидов во Радио Скопје и тамо правевме договори на 3 месеци, ама тоа одеш и во стаж. И почнав вамо во радиото, меѓутоа малку ми изгледаше работа, што 2 вести, 3 за ова. И Ристо Стиков, па уредник беше на Скопска програма. Скопска програма одеше од една барака, единствена покрај старото радио што се сруши овде во центарот на Скопје. И викам, абе, се дај таму да дојдам во Скопска спорт да правиме, и добра идеја. И тука близко ми беше што со трчање за 2 минути, пешки за 7 минути до радио, а вамо требаше нерезит. И се префрлив тука и правев спортски вести. Навечер одеше Скопска хроника во 18 часот. Спорт некојаш имав, некојаш не, разговори со фудбалери, со ова, со она. И тогаш понудив, викам, да една рубрика да правиме во сабота во 8 саат, да снимам денес и утре на спортските терени во Скопје, во градот. И тогаш почнав да пишувам и за Скопски подсојуз. Скопски подсојуз имаше повеќе гледачи од Македонска лига што има. Екипите имаше по 2, 3, 4 илјади гледачи. Локомотива, Алумина, Мак Профил, сегде сум имал. Мак Профил, Балкан, имаше екипи, си правев така. Имаше еден Чичко Дрецо, го вика, во секретар беше на фудбалски подсојуз и ми даваше резултати, двојки, све, и најава правев за тоа и плюс друга емисија. 10 минути кажува што ќе се случи во градот. И се случува во 64-та година, есента, Миодраг Мицковиќ од Нова Македонија доди во војска, таму останува 20. Никола Ковачевски уредник, кој пишуваше за Вардар цел живот, и Марко Черепналковски. Тихомир Михајлов беше, Тихо беше и кошаркар на работнички, ракометар, све. Таму, меѓутоа, отиде во внатрешно политичка, после он беше еден од тие што го формира Детска радост, овие детските изданија. Таму и овие 20 остана. И мене Ковачевски ми се Зоки, дојди бе најдем бе тоа, вика, сакаш ли да дојдеш професионално овде, новинар да бидеш, со не со договор на дело, со решение за редовен работен однос. И така почнав. Ја во редовен работен однос влегов 65-та година и затоа брзо отидов во пензија 2005-та, 40 години таму. Кратко. Имаше два услова, или години, или стаж. Со години требаше допрва да стигнам 64, а вака
отидов да избегам од Гордана Сточич од телевизија, зашто никако не можевме да се разбереме. Она сакала филмови, јас сакав спорт, а бев уредник тогаш и викам, дај бе 4 скокалници, дај Златна лига, Тоа е тоа. дај светски куп во скијање, дај овие настани што традиционално одеа на телевизија уште по војната, уште кога се формира телевизијата 62-63, а пред тоа и преку Белград, ЈРТ, пред тоа преку предавателот од Пелистер, италијанска телевизија, сите тие работи ги гледам. Не, и затоа отидов порано. И јас форсирав спортот да оде на МТВ што повеќе, бидејќи бев уредник тогаш и на спортската редакција. И не најдовме заеднички. Јас ги пренесувам последен надпревар, а никој не знаеше дека ми е последен, знаеа само службите тие кај нас што ги правеа документите, Така. вработување, отпуштање во телевизија. И пренесувам Македонија Украина на градски стадион 31 март, за нив игра Шевченко меѓу другите, со Пандев заедно дојде од Италија да одигра и си се Беше вратија. 3-3 да не беше таа утакмица, така Ја, не ја резултат помнам. нешто. Не, таа утакмица 1-0 беше. А не, ова сега беше со Украиниците, ги измешав. Тоа е сега. доцна. Да. И на полувреме нешто имаше и расправи, така да во второ полувреме Шевченко и не се појави, си отиде на крајот од преносот. Кажувам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што ме слушавте досега. Можеби некогаш и сум претерал, некогаш не сум ви бил по кеф со коментарите, можеби многу зборел и така. Меѓутоа, еве, се разделувам од вас и од македонска телевизија, од утре не сум тука, ова ми е последен пренос. И си отидов и одма телефон, Димче Вижовски, Прилепчански новинари, Зоки, што е ова, слушате, готово, одам. Толку беше. И готово, и дадов документи, овие ќе ми плаќаа уште 2 години, пола завод за вработување, додека не се исполнат тие 40 години, така. Тоа беше во телевизија, ама со телевизија имав убави моменти. Инаку, реков, новинарството го почнав во Нова Македонија. Во Нова Македонија бев и уредник 70-тата, многу соработував тогаш и со Джина Симоновски, бидејќи Вардар беше испаднат, тој дојде да го спаси и го врати во прва лига со оние утакмици со Осијек, што беа тогаш се играше меѓу овие прво, второ пласирани од источна и западна група на двете лиги. Вардар си се врати и така да тогаш имав голема соработка, ама тогаш и внимававме на се. Еве, ја, например, го барав во сабота попладне, пред да биде заклучен вестникот, Джина, дали е тој состав што ми го кажа, да не ми има Да го измена, потврдиме, да. да се потврди, дури за едно име, ако ова ми биде беше точно, криво. да. И што се однесува до ова состави, да кажем, дур бев во Нова Македонија, отидов да известувам од Шпанија, Македонија, квалификации за светско првенство 74-та во Германија, например, се играше во Лас Палмас, на островија, да. на Канарски острови. Водевме таму 1-0, 2-0, на краја Сенси 2 гола, 2-2, и мораше мајсторка да играме, и игравме во Франкфурт, и тогаш Каталински даде гол, и се пласиравме на светско првенство. А да кажам за Лас Палмас, Боршков беше селектор, Милјаниш беше дојден така како со него. Милјан, со него македонски зборевме, Милјан е роден во Битол, таму почел и школа да учи, збореше нашински, доаѓаше доста во Македонија и викаме, Милјан, дај бе ти вистинскиот состав за утре да го имам, ајде пишуј го, бам, го напишав, а другите имаат погрешни состави, со 5 души сум скаран, викам.
Овие пишувале, не, он скара, нема пак. Им кажува измислени. И другиот ден, вика Зоран имаше најточен состав, им вика, вие сите Им погрешивте. пуштале. А тука состави се знаеле ден порано, значи. Да, сега ги пуштаат 1 сат. Еден пред саат утакмица. пред утакмица, да, не сме Да. порано да се дознае. Може ги знаат, ама не ги... Не, ги кажува, ова, они се ги знаат кои играчи, ова, она, све. Ми ги дава овој Да, вие сте репортирале Можеш. ден порано. Да. ден порано, затоа што па и за Вардар исто правев. Вардар, тогаш Нова Македонија излегуваше во недела, Вардар игра во недела, во сабота вечер, ми се јавува. А, или мора јава да се тел, напише. Да. Да. За да уфрлам за неделата. Да си спринт. Тогаш издававме Нова Македонија додаток од 6 страни во понеделниците, спортски додаток со извештај од сите надпревари на второлигашите на Брегалница, Пелистер, Победа, Беласица, Куманово, кој бе од Скопје, Балкан, Работнички. И да кажам уште за Работнички Победа, колку беше интересот голем за фудбалот и Да. кога се играше добро. Например, Работнички Победа, 84-5 година, во втора лига, во 10 саат са бајле на градски стадион, играат пред 20.000 гледачи. Резултатот 6-2 за Работи. сега. Втора лига. Не треба да зборувам повеќе, а последниот надпревар на Вардар на стадион ги броje 50 души, комитиве 100 и друго све празно. И викам, шо плаќаат за џабе овде За да џабе. играат, Да. барем Ето го спомнавме Да. сега Е, Вардар. 81-а доаѓате генерален секретар на Вардар. Вардар крајот тогаш 81 да? Да. прв пат се успеваат и да се квалификуваат за тогашниот Европски куп, да речеме Лига шампиони еве денешна. Накратко кажете ми како беше тој. Тогаш не бе во Вардар, Лига шампиони беше 80 Четврта, пета, така како беше 86-7 Вардар првак таа година, а јас дурбе во Вардар, Вардар се пласираше за прв пат во купот на УЕФА. Купот на УЕФА. УЕФА, да. Тоа беше 1984 година и тогаш игравме со Динамо Букурешт, таму првиот надпревар, Рингов гол даде. И 1-1, овдека ги победивме со голот на Здравков, со глава. Он е Здравко. Со Така, гол... тоа ми е презиме мене. Роден. Популарно презиме. И он го даде голот и отидовме во второ коло, ама тука од шотланѓаните изгубивме тие Данди Юнайтед, како се Данди вика. Юнайтед. Да елиминира малку и судиите, па таму истерани играчи, па вишнева, скавги со суди, со ова, со она. Тогаш не бев отиден, бидејќи мислев да напуштам веќе Вардар, затоа што се договарав со телевизија, меѓутоа во телевизија во последен момент се изјалови работата и останав без работа и дома доаѓа кај мене Лазар Лечич со Вања Битулјану, беше директор на Палер, вика, Лазо доаѓа, Зоки, знаеш што? А јас со него цел живот и во Работнички и тоа му ги куцав све програмите кај мене на машинчеве, тие работи. И вика, бе, ја отидов, вика, у МЗТ. Како бе, викам, ти Работнички овде, у топке не става У конкуренцијата, да, у Вика, ривалот. ја, вика, направив распоред, вика. Ја, шеф на стручен штаб. Ацика, прв тренер, Књазев, директор спортски ти, Поли од Работнички си ја земаме, секретарка да ни биде. Шо мислиш? Добро, викам, тамам и така, неам работа, ќе дојдам. Добро, таму. ќе си дојде. И влеговме тогаш во лига со МЗТ и ја бев иницијатор да се организира првата турнеја на една спортска екипа од Македонија преку Министерство за надворешни работи да гостува во Кина. И бевме во Кина 2 недели, ама одвај чекаа играчите да се вратат од тоа којните мирис. Тогаш Кина не беше тоа Толку што е напредна, сега. да. И Пекинг, ја дури во Пекинг, кога беше Олимпијадата 2008, не ми се одеше, кај ќе идеме, бе, викам, 2 хотели имаше, таму, за нигде те следат, те прават. И
Кога отидов после викам ако не Нов дојдов свет. ќе сгрешам, не метропола Иднината. грата, бе, како бе? Да, бе, да. И тоа беше, значи, во Вардар со купот на УЕФ. УЕФА, напуштив, ја немаше каде, ајде, викам, со Лазо Лечиш, ова ќе бркаме, па за таа година не успеавме, следната, 86-та беше, ми се чини, бевме први во втора лига, во Обреноваc го игравме решавачкиот натпревар со Раднички Белград, ги тепавме, ја бев со кола и на враќање со колата со Лечич и со Књазев, во Стари Храст ги чекавме на вечера да прославиме, тоа е убав мотел пред Белград, кога се оди натаму, а на враќање на кај Скопје после Белград и во Грделичка клисура негде во 5 саат са бајле, полиција. Лево, десно. Полиција не запира, леле, викам, а ја брзо возев, од тунел искачав, Крижевци се вика тунел. Излегувам, а него ме запира и где чете са уште неразденето така. Јао, кој е овде? Шта бре, где? Ајде честито победа, сина, што ли сме, ушли сте у прву лигу. Да ме замрзата, Да. лечеш, ајде, вози. Стигнавме на цел. Вози, викам, Соки, сега да стигнеш побрзо и отидовме. А исто со Лазо идевме со кола, го потпишуваше првиот договор со борец во Чачак, тамо со кола и на враќање кај Мирослав Илич у Мрчаевци се, немој да не прожете кроз моје село, чекачу вас, Лазо му се јавува. Сутра идемо околу 10 бичево таму, па кај него, па таму, ајде, за Скопје, па колата ни откажа во Ушче, па таму еден сервис, па во него, полицајцот, де е новац, веќе потпишан договорот со борец Лазо, пишува и вестици и све. Ма не, нисмо взели новац, како тоа куферчето под седиште. И така си дојдовме до живувања, а во она одиме да спиеме во хотелот Мурава ли се викаше, не знам, во Чачак, од кој изевавме парите со тоа куферчето под кревет го ставам ја. Вика, стави го кај мене, дека кај тебе, дека кај мене, ако е одма да не рипнат на мене лопови, а ние на приземја Да. сместени. А Лазо бараше на приземја, ако да може да рипаме ние. Да Одма низ бегаме, прозор, да. И у 12, Лазо, Зоки, отварајте врата. Ај, маја, бе, викам, ово е Аца Стефановиќ, тој беше тренер на кошаркарите и порано и новинар на Спорт Белградски, дописник, цел живот од таму. Аца Пуш го викавме и отварам ја, ајде честито, чувал сам добро, и седна, и со Лазо викаме, дај да го држиме до утре за друго мештани, да не дојде некој. Да не се оплячка. Операчка и така. И тоа ни се расипа, полиција вика, шта е, ово, ништа, где е, новац е у банци. И дојдовме во Скопје. И сега, со новинарството, значи јас во тој период Малку прекинав, помал. да. Меѓутоа, после во 87 година, Си се враќате назад. се вратив, 86 уствари, одма на крајот, после мазата, се вратив благодарејќи на Цилето Пурковски, во телевизија не ќе да ме примат, викаат, бе, што си одеш у Вардар, ако му беше убаво, абе, он отиде у Вардар да помогне колку може, тогаш и Панче потпиша договори. Други. Вика, отиде, не отиде во некоја конкурентска куќа и така. Значи имало и тогаш И тогаш и повуци потегни. Циле Да. беше член на председателство на Југославија, тамо беа 8 души, 6 од секоја република и 20 во крајните 8, беа со исти глас како да се председател секој од нив на државата. Така. И овој се јавува во телевизија, абе вика, не се зафркавајте со Зоки, дај примите го тамо. А со Циле од
Од деца. Од детство се познававме и генерацијски и ова. И вика да му се јавиш на Лјупчо Јакимовски беше директор тогаш, му се јавува, вика дојди утре, задутре, кога ти одговара, јас сум тука и ја одам. И вика, знаеш што, мислиме да те вратиме назад, ова беше у ноември. И викам, добро, убаво, вика, има отворени места, ако сакаш и во радио, трета програма, уредник да бидеш тогаш симфонија, не се разбира многу симфонии, опери, сериозни музики, дај да си идам ја Со у фудбал, спортот, у со спортска, добро, рачунај, вика, од 1 декември си во спортска. И на 1 одам ме гледа, знаеме, чувме дека си се вратил и почнав да си работам. И од таму после до оној момент кога се раздели со македонска телевизија и со новинарство, меѓутоа потоа продолжив во наша ТВ и тоа мора да кажам, имам преку 250 емисии снимено со македонските спортски легенди од сите спортови, еви ден денеска репризите одат. Тогаш Ги има и на интернет скоро сите. да, тогаш и се договори газдата исто на телевизијава да ги откупи преносите за скијачки надпревари, значи сите скијачки, и алпско, и трчање, и биатлон, и скоковите. И су пренесувал во сабот и недели од сабајле од 8 прво возење, во 9:30-10 скокови, во 11 второ возење, слалом, например, па попладнето продолжува, ако е нордиска комбинација, трката на 10 километри и вака све подготовки су правил навечер дека на сабајле нема кога, почнуваш одма со преноси. Тоа ги работев 1-2 години и тие 2 години ги имаше откупено и златните лиги, па пренесував атлетиките, Цирих, Берлин, се сеќавам во Берлин, директно отидов да пренесувам за наша ТВ. И известував после истата година, ова беше 2009 година, известував во светското првенство во атлетика во Берлин, беше на Олимпискиот стадион. Таму се сликате со Усеин Болт или во Пекинг? Со Усеин Болт, друга е приказката. Со Усеин Болт подоцна 2011 кога беше светското првенство во Даего. Он ги правеше оние негови штосови представи, народ паѓа у несвест, леле, Болт, ова, она. И он пред време избега и го суспендира, заврши стотката во финалето, во финалната трка, го елиминира и остана без златен медал во таа трка, ама задоволен беше 200, те паче штафетата 4 пати по 100, 2 злата доста. И на аеродром во Сеул, од Даего дојдовме во Сеул, седи таму и ја му викам, штета, викам, за стотката, он ме гледа со тие медали. Не, јас си носев во прописницата, за да не ми прават, ќе видат дека официјално си дошол, но куферот потежок бил 2 кила, 5 кила, ќе ти земат 100 евра. А бе викам, новинар сум, носам тука материјали, книги, све, да пројдеш некако. И му викам на болца и така се видам, слика да направиме една. И, фала Богу. И он вика, нема грева, му кажам, од Македонија, Александар the Great, my king. Еве ексклузива. И седиме таму и викам, ајде да се сликам и он вика, ајде нешто да направим и вака мислам прстите, тебе победнички. И му викам, штета за стотката. И гледа, таму иде едно црно момче, добро радено. Па вика, кога ќе бидеш овој, вика, светски првак, како тршав јас? Блейк, исто јамајканец, они беа. А чекај, таа беше таа, уствари, Јоан Блейк прва што победи, единствена му беше. Со Болт нема друга. И
Вика, кога ќе беше, вика, ако трчав јас. Вика, ми имаш право Пуштил и така. другарски. После не викна, био он тамо, ја на друга страна. И така, тоа се убави моменти, олимпијади. Од олимпијадите може да кажам дека Лилехамер зимската ми остави Норвешка. најголем впечаток во Норвешка, а тамо мислам беше се на ниво организирано, а трката на 50 километри ја посматра 100.000 гледачи или шумата распореди. Кога се враќав од кај коментаторските места, верувајте, ни еден пикавец или кутија за цигари немаше, а 100.000 луѓе имаше. Чисто? Или па сендвичи доаѓа од ноќта. Возот само истоваруваше луѓе долу на железничката станица во Лилехамер. Чисто, све. Тоа и макете во Атланта на Олимпијадата, кај што морав да се префрлам преку оние жичани огради што ги оградуваат автострадите. Доаѓам во пресцентарот, а пресцентарот беше одма до CNN. CNN. Покрај зградата на CNN, тука, и тука ни беше IBC центарот, она што го коментиравме од студио, тука го коментирав. Ја одам, требаше отварањето, да го коментирам со Златко Калински, и одам, Златко порано дојден, ја од хотел достигнам, одам, приводите затворени, вика бомба, демек имал дојава, а не можам да влезам во пресцентарот. Добро, среќа носев тоа материјалите со мене во ташната, што да правам? И гледам на тоа шемата, најболje, бидејќи не функционира ни автобуси, ништо од пресот, свет така, заставено додека се контролира. И земам со метро, одам, гледам која станица е најблиско и стадионот го гледам тука на дофат на ракава, никако да се стигне до него, дека 8 ленти вамо, 8 на друга страна, уничија земја. завлезува Атланта, а таму ги гледам луѓе во колона цела километарска со билети си чекаат да влезат. А ја па ја немав, пропустицата имав, ама немав, дава специјална карта за влез за отварањето, дека и Клинтон беше таму, а и секогаш, не само зарад него, на сите олимпијади даваат плюсова пропустица за тоа за NBA кога играат кошаркари и за нив. Така. Специјални тие работи. И некако протрчав тука, гледам лево, десно, немаше аута, некој да ме гледа ќе рече, првпат им се случува да трча преку тоа. Другите 8 ги истрчав атлетски. И дојде сега оградав, ај мајката, што ќе правам, земав торба, ја джитнав, немаше што да се скрши, само книги. И ја ко мајмуната, тап, се качувам, се префрлам. Тие години рачуне, сега 2000, односно 1996 беше. Тоа, значи пред 30 години сум имал 30 помалку од овие, да не кажам сега што имам. И фрлам, доскокнав коленото, до ден денес имам проблем. И со кривење, торбата ја земам, и со таа пропусницата покрај овие, дека таму нема шанса некој преку ред да влезе, да се турка, ама ја дека со неа имаат они предвид, дека си официјално лице тука, дали новинар, дали тренер, дали не знам што. И со торбата, со клинкање идам, и стигнав до влезот, ама тој влез не е официјалниот за нас, за новинарите, туку на друга. А мене ми беше да влезам натре, па после стадионите нивни си имаат, кој ќе влезиш, холови, некако зали тука, па снег бар, па ова, па влезовите после се на трибина. Дај, викам, овде сега да преживам, во една гужва, се заврти, влегувам и покажувам на ово и ова. И добро, може, влегов. И уствари му реков дека излегов, тамо ми е картата и колегата ме чека, нешто проговорив и влегов тука. Сега и на овој другиот влез за ово контролите беа позасилени зарад Клинтон. И викам,
Сега треба да начекам, викам, гужва и во гужвата со ова влегов и тука и одам. И Златко ме кај си, бабе, викам, шо кај си, бомба, Цел пекол проедов. бомба, немам како да дојдам затворен, како бе така, викам. Па Златко те чека, вика, ми кажува, Таско те чека со картата На врат. да влезот кај новинарите, кај што треба да влеземе, да не ми прават проблем, еве картата него да рече. А ја влезем, виш. И седнав туку уште 15 на минути до почеток требаше, ова зема, материјал ставам тука. Ставам. И тука секој ден после на тоа се сеќававме дека од тука атлетиката директно ја коментиравме. И Таско доаѓа од таму и он гледа ме, нема што е работа. И кога ме виде дека сум тука, вместо да дојдеш да ми се јавиш дека сам кај да дојдам од 20 стигнав овде да те барам, знам ќе дојдеш, кај ќе Маратон одиш. сте истрчале од таму до ваму. И дојде Таско, седна тука, таму го истеравме отварањето. И тоа, инаку, прва олимпијада ми беше во Михен на 72 година. Една од Таму бев најцрните олимпијади. преку секција на спортски новинари. Од Нова Македонија беа Ковачевски и Мисковиќ, ја иако бев уредник, не отидов, затоа што редот им беше и постари во редакцијата и све, па отидов преку секција на спортски новинари, тогаш јака беше секцијата и преку Совка имаше обезбедено и сместување, патување, билети за све, така немаше проблеми. А јас имав и пропустица за влегување, само единствено што не бев во тимот на Нова Македонија, двајцата беа. Тука се запознавате со Марк Шпиц? Тука со Марк Шпиц, мислам го видов уживо, иначе познанство немаше. Немаше? Па немаше затоа што тоа беше еден критичен ден кога стана она крвава олимпијада, кога влегува Црни септември Да пукаат во особлекувални. истиот павилјон во Олимпиското село, кај што беа југословенските репрезентативци. Ден пред тоа јас бев таму со Дане Корица, со Дарлев, со нашиве Бојан Рангелов и Салиовски сефер беа. Еден спрат поднив, леле, викам, ама не знаев уште што е, одам, викаат, во пресот има прес со Марк Шпиц, викам сигурно дека 7 медали освои златни и сега прес се прави. Влегувам, ама некако атмосфера не е таа, прашувам што е, па не знаеш, вика, тој ми вика. Викам не, па вика имаше упад, Црни септември има загинати спортисти, ова, сега ќе одиме таму покрај градата да видиме што се случува. Марк Шпиц кажа, се заблагодари, изрази жалење што не може да се задржи подолго, вика ја не ни ги видов другите борилишта олимписки, мора да се вратам. Американците пуштија воен авион да го земат, да го спасат. Да го земат, зашто имаше и некој еврејско потекло, лозата негова, и да не случајно он им биде следна цел мета на Црни септември на тие, па тие од тука до вечерта чекавме, дојде хеликоптер, ги товари, ги однесе на аеродром, они услов поставија, ќе ги ослободат пред да дојдат во хеликоптерот да полетат од Олимпиското село, да ги ослободат сите затворени припадници во германските затвори на Црни септември. Тогаш Геншер беше председател на Олимпискиот комитет, тој се покажа како голем мајстор, успеа некако да ја изведе цела акција без поголеми последици, освен она што се случи во Олимпиското село, и стана министер за внатрешни работи на Германија. А овие рекоа, ако видиме еден блиц, а имаше 5000 новинари, колку што собираше тоа. Ко насип беше, од другата страна новинарското село, па тука проаѓавме по насипот за да дојдеме на Олимпискиот стадион. И вика, ако светне еден блиц, вика, нови жртви. Со секој блиц еден ќе гине од овие. Они зема и таоци со нив, за да бидат безбедни преку нив, да се штитат додека слетаат на аеродром. Таму ги чекаше авион и
полета од таму загина уште еден нивни На навлегување. бегање, да. Таоциве овие наши што беа обезбедени беа веќе на страна, сигурни, овие пред влегување во авионот, еден гине, другиве влегуваат, натре и неколку формално донесени демек од овие затворениците, а таму имаше кој знае уште колку по затворите од Црни септември, и авионот полета за Загреб, слета во Загреб, гориво, и од тука за Триполи, кај Гадафи, да. и таму веќе им се губи трагот и не се знае кој е, можеби денес ако сретнеш некој од Може тие, тој да е. може тој е еден од тие, не знаеш, готово се загуби трагот. И тоа беше таа Олимпијада. Која ви е најубава вака меморија од сега малце за по мрачните да речам приказни зборевме, еве Усеин Болт го спомнавме, која ви е најдрага меморија од олимписките? Најдрага од сите? олимписките, Аце Русевски и Благоје Георгиевски, покоен за жал, Олимпијадата во Монтрел, Буштур, сребрен медал, со кошаркарите во финалето загубивме од Америка. Соединетите Американски држави, а Аце Русевски беше првиот македонски спортист што освои олимписки медал во поединечен спорт. Во екипен имавме пред тоа од Благоје Виденич, голманот на Вардар, кој освои сребро во Мелбурн 56 и злато во Рим 60-та година. Тој бранеше за Вардар, инаку Скопјанец е, на Илинденска улица живееше спроти детскиот овој, како се вика, Карпош, пионерскиот дом Пионерски дом Карпош, Карпош. карши него. Во дворот има големо куќе, Вучјак, и кога одевме ние на кај стадион, застанувавме Вучјакот да го гледаме, а со Вучјакот повеќе брат му се шетаче, па брат му беше балетар, но овој голман фудбалски, И олимписки медалец. и олимписки 2 медала, и отиде после за Раднички да брани, после беше селектор на Заир, прими 9 гола од Југославија 74-та Ова на е многу светско, позната утакмица. на Ова е светско, позната на утакмица. светско првенство, и кога беше дојден овде, вика, абе, ме утепаа, вика, овие наши. Мајка ми го памти резултатов на Па утакмица. 9 Мајка ми вика, Југославија на времето Заир го тепа 9-0. Стварно, мајка ми го има ова И памтено. вика, ме го тепа, вика, овие наши. Наши, Ама тоа е, тоа комшии, после он бе. беше преку ФИФА одеше за фирмирање на фудбалот во светот, така како нивни човек. Инаку, овде беше 2004 година, последен пат после почина. Инаку живееше во Страсбур. Мгм. Така да, сум светски човек и Успешен во наш кариерата. човек, успешен во кариерата. Тоа, значи сакам да кажам дека тој беше прв носител на олимписките медали, после дојде овие другите, Буштур и Аце прв во поединечните спортови русевски, потоа дојде медалот во Москва на Шабан Сейдију, бронзен, па дојде бронзен негов медал во Лос Анџелес, меѓутоа златен на Трстена, така да. Јас бев исто така среќен, дури и гласот За трепери. за трепери не се загуби сосем. Во Сиднеј на Олимпијадата, Моги Ибрагимов, кога стана првиот по самостојувањето на Македонија, првиот македонски репрезентативец, олимпиец, што освојува Медали. медал во самостојна Македонија, бронзен во борење, 84 категоријата. Тој беше навистина извореден и во оној меч за бронзен медал успеа да го совлада иранецот Хајдари, кој пак од него беше подобар претходната година, кога требаше да се исполни норма на светското првенство. Чекај, Ранецов у Хајдари овој што има Во еден Техен. тон златни медали, за истиот правиме Муавет? Или така? Добро, таму ги може има да рече? многу Да, може да се медали. поеше. Многу, да, Хајдари е еден од најдобрите нивни. Зборот ми беше дека он од кога го совлада него, веќе имаше обезбедено медал, за бронза беше таа борба, а борбата беше толку интересна што во регуларен тек заврши
нерешено, немаше победник и се во продолжение според правилата борачки, оној прв што ќе освои поен, се прекинува мечот и готово. Да, како златен гол на некој начин. Тој е победник и овој јас пренесувам, гледам и само чекам, знам што сака да направи. Не одеше во нозе долу, дека овие беа многу опасни, ако тргнеш ти, он уште пониско од тебе ќе оди, он може да те фати за нозе, да те дигне, да поентира. И овој финтираше нашиот дека ќе иде, викам сигурно сега ќе оди на повисок зафат и вистина, викам го фаќа добро, го стега, сега е шанса да го префрли, викам да направи нешто. Сарма го викавме тоа. Да изведе моги, ке може, гледам има свежина, пред мене се случува тука на душеко и го зема, го префрла преку себе, со тој зафат се освојува 4 поени, ама него му беше доволен еден. И судија во крај, бронзен медал и гласот отиде и тогаш ми се врти во глава и викам Македонија, викам освојува медал на Олимпијадата, додека мислам тоа, Сидоровски колегата до мене вика. А од овдека па ми се јавуваат. Зоки, жив ли си? Од студио, режија, абе викам жив сум, малку да стимнам. Малку емоцииве да ги средам. И продолжив, а Гоце Ставревски денес е режисер, он ми се јави, викаме што е. Чути ми изгубив глас, викам, се израдував многу емоции и прекинав и Боро Илиев докторов ова знае да ме имитира за тој пренос многу, а тој ми оперираше колко иде и често ќе легнам на маса да сече, вика, како беше тамо? Боречка, сарма. Ајде, викам, сече тамо и готово. Тоа се доживување, има многу доживување. Вие сте енциклопедија. Тие олимпијади, па светски првенства во атлетика, па средби со бупка, па со Себастијан Коу, па Коу. Имам 2 награди добиено, да се пофалам од АИПС, светската организација на спортски новинари. Првата во Лондон ја добив на светското првенство 2017, втората во Будимпешта 2023 година. Значи скоро. Да, скоро и мислам меракот беше толку голем во Будимпешта, бев поканет специјално за тоа отидов на светското првенство. И што признанието, меѓу другите, тука што беа наредети, туку дипломата ми ја предаде никој друг, туку Хавиер Сотомајор, светскиот рекордер во скок во височина, 2,45 од Саламанка, рекорд пред 20 години, така и повеќе постигнат во Саламанка. И тој ми го предаде да признанието кое е неко дома апсолутно. И тоа би остана во сеќавање тие работи. Па минатата година во ноември ја добив и 13-то ноемвриската награда на град Скопје за спортски, мислам за афирмација на спортот преку медиумите, а и за автобиографијата на Дарко Панчев, авторизирана автобиографија. И за тоа, уште ова да кажам, кој ми се јави од Арсламина дека ме предложиле за оваа награда, ја појма нема. Абе викам, џабе сте ме давале, нема да ја земам, ја имам добиено еднаш 2006 година. Так. За се оно во спортот што сум направил и за достигнувања и све. Викам, не, може, вика, да добиеш наградата, нема проблем што си ја примила како се минати 10 години од тоа. Може пак. По новите пропозиции, може. Тоа е животот мој. Уште едно имам јас, мене ми беше многу битно. Вашиот глас го знаат од Олимписки игри, да речеме, постарите генерации. Генерацијава наша, ние што сме сите тука, најдрага меморија што имаме од вас е 2004 Англија,
Македонија, Шакири од корнер. Ние тоа го памтиме како не знам, јас прва меморија фудбалска во животот ми е прва. тој гол од корнер. И прв резултат македонски што го памтам, со голема репрезентација Приказка ќе 2-2. кажам, 2002 година. 2002. 2004 беше светското првенство. И одиме таму, ја треба да коментирам. Свен Горан Ериксон е тоаш тренер на Енглезија, така? Да, Свен Горан Да. Ериксон, покоен за жал сега. Да. И Која екипа има и тогаш? одиме на кај стадион и овие вака народ иде на кај стадионот во Саутемптон, а дента ние пред тоа бевме со некои колеги да видиме пристаништето каде е и има знакот кај што изпловил Титаник пред да потоне. И од таму, викам, овие не зафркаваат, и правиме муабет, а дента во вестник гледаме интервјуа има со граѓани, тој локалниот вестник, каде е Македонија, што е Македонија, негде во Русија тамо. Македонија на кај Шпанија, Македонија вика на пета автострадата. Само на кој крај? Без Европа, даде. Викам, мајко му, овие толку ли не знаат. Добро, помина, покажуваат што покажуваат и почна надпреварот, вамо таму и корнер, Шакири, влезе во гол. Симон не знае што се случува, вака гледа нешто. Викам, нека не ја бара топката во мрежата, а викам, овој не беше тоа корнер, викам, изведен, тоа беше вистинска уметност. Уметност, викам, да се точно. да со такво ефе и да се погоди голот. И тоа Свен Ериксон занемен и тој не знае кај да гледа, а го покажува камера, седи вака со тоа мантилчето и тоа беше еден од најголемите беше една од најголемите победи на нашата репрезентација. Цело време доминиравме, водевме 1-0, па 1-1, па 2-1 за нас, па на крај 2-2. Бекам се утепо од трчање, Смит исто така, само да направат нешто, извлекоа ремни и не можеа да се помират со тоа, меѓутоа факт беше оти нашите одигра одлично. Вториот гол, да кажам, Трајановски го постигне, тоа убав гол. Пак Шакири шутираше, Симон ја одби еднава топка на 5-6 метра во полн залет. Ја заби, им даде гол и овие брка, на крај 2-2. И ко заврши надпреварот, викаме се, од утре сигурно ќе знаат каде е Македонија англичаните, а ако не знаеле, па нека си го чуваат дома атласот да се потсетат, нека го отворат кај е Македонија. А што им значело? 5 гола. 5 гола за Англија. Џабе што дојдов тоа, да ќе средиме. Лесна приказка. Да, ќе средиме и 2-2. И на излегување штама, никој ништо не коментира, ни за фудбал, ништо, ние радосни. И вика, овие се македонци, меѓу себе веројатно тоа, дека ние радосни со ова искачаме и новинариве и други што беа начинци. Уште еден настан за фудбал, ќе кажам, само за со Белгија 1-1. Чоко Бошковски го даде голот. Тогаш, кога беше она дали ќе играме или нема да играме, Зинго покојни беше председател, во Брисел се играше и по телефон Зинго со Јохансон вика, овие не ни даваат овде ни знаме ни химна. Го памтам. Ова е 2003. Исто така сега наши македонци што беа свртени. Не, 2003 не беше, ова беше 1997 8 или добро тоа беше. Ја знам приказната, не им давале ништо. Не дава и на крај се договарат и Дончо му вика на Зинго, абе Зинго,
А и он беше дојден во амбасадата, бевме сите и бевме во тек што се случува тамо, комуникацијата беше, бевме 4-5 новинари тука. И вика Дончо, кажи му на Јохансон да ни даат химната. Не, химната. А знамења ќе има 1000 од другата страна македонци што ќе дојдат. Македонско знаме ќе има. И се согласи и така беше, химната интонира на спротивната страна од главната. И они се свртеле, се вртат на кај нашите. Да, илјадници знамења имаше таму, илјадници се, стотини. Да, Ама секогаш не имало низ Европа. Секогаш. Па има Секаде. нашинци сега да. Појави сега на ракометот се види. Да. Тоа е приказката за мене, со нашата тие работи што ги направи се добри. Издадов 2 книги спортски истории, ова Да, и на тие за тука. Дарко Панчев и сега подготвувам биографијата моја, кај што ќе бидат содржани овие работи и движењето мое како новинар, а најважното ќе го забораве. Патот од Скопје до Хелсинки и назад со Фичо во 1967 година на Европско првенство во кошарка. Со Марко Черепралковски од Нова Македонија, 20-та решивме, со 30 на шишина ракија, од кои 25 баделова шливовица, таа беше најпозната тогаш. Тргаме со Фичото, назад шливовицата, прво преспивање во камп во Белград на Авала, ни свираше Паганини, вака свираше и назад, ептен добар виолинист. Од тука другиот ден тргаме преку Унгарија, одиме на Чехословачка, спиеме на Татрите во шатор, магла сабајлето која се ова е септември, 10 и 15 септември, 67 година. И од тука тргаме после преку Тешин, реката ја минуваме преку мостот, влегуваме под Закопане вамо на кај Краков, за Варшава. Варшава спиеме во едни камп куќички, во еден камп. Оттаму во Руската амбасада одиме да прашаме каде бе во Русија ќе идете со... Да. Па вика... Кратко и јасно. Има пато специјален за странци. Вика, треба да одите на Москва, па од Москва за Ленинград, тогаш Санкт Петербург беше, Па и да богата Финска. продолжите за Финска. Добро, викам, важно за влегување, визи, не треба ништо, пасошот само и тоа. И одиме и правиме план со Марко, викам, 1000 километри повеќе треба до Москва и ова, ајде измислиме нешто, викам, биди оптимист. А он цело време ја возев, он не знаеше ни да вози. Беше исто новинар во Нова Македонија, колеги. Баделката тука, цел пат, нема грешка. И доаѓаме на граница во Брест, Мешков. Мешков, кај што е ракометниот клуб познат, од другата страна на реката Брест во Белорусија. И на граница пољаци ги минуваме, Русија, и Марко гледа, убаво времето беше, шаховска табла, надвор, вика, шах играте, вика, вие играте, Марко вика, играм, вика, ја, онака, он прво категорник беше, знаеш. И седна, тап, 1-0 Марко. Вој се нервира, тап, 2-0, леле, викам, шо при човеков, ке ни соберат и ракија и јаболки носевме, а овоше не смеш да пренесеш, Да. да не дојде до мешање на сортите, болести и тие работи. Абе, Марко, викам, дај пуштај бе, до утре ќе стоиме овде, пат не чекаме 1500-2000 километри. Уште 15-20 сати. Абе, не можам, бе, како да му пуштам, бе, не можам, срце не, абе, пуштај за да не пуштам. Така му. Ја, 2-1, 2-2, овој радосен го грли, а тој па главен на цариници. И ни дава ливче едно, бумашка, дека Пропусница. може да пропустица да влезеш. Идеме во Минск, го пројдовме Минск и сега после Минск ја на картата гледам Витебс и Псков. Витебс сега е во Белорусија, а Псков е во
во Русија, а проаѓаш низ Витебск за странци забрането и таму кружен тек еден, кај што треба да се врти за Витебск, Псков и Ленинград. И ја викам сега ќе фатам зад некој камион, имаше камиони И не го пушта? доста. Ја позад него, и ако ме праша, па идам тука, Витебск, како, од Москва, па по друг пат, за не. И дојдов тамо, свртив зад него, отидов, камиони, гужва, ово, оно и влеговме, ама ко се стемни, веќе ноќ, рампа гледам. Тоа била рампа меѓу Белорусија и Русија, меѓу сите републики тогаш и советски имало рампи и доаѓа. И вика, каде бе овде забрането? Влегува внатре, викам, сега ако не враќа назад, најболи да си идеме со ферибот, да се вратиме и да одиме директно Хелсинки. И викам, сега овој, кој знае што ќе направи, го чекаме сега полицајецот тука на граница меѓу две советски републики. По едно време доаѓа со батерија, свети, и вика, знаете што ова е забранет, па појма немаме, вика, вие идете, вика, за Ленинград. Вика, после за Финска, не се задржуваме. Вика, добро, во ред е, ќе ве пуштаме, ве ги пасошите, меѓутоа сгрешил, сега не знам дали сгрешил или намерно направи тој шахистот, шеф беше на таа царина, бумажката пишува Брест, Ленинград, а не пишува долу преку вија Москва, ништо празно останено. Откажам, Брест, Ленинград. Да, може. Одиме, вика, затоа ве пуштам, бидејќи сгрешил тој колегата навлез во Советскиот сојуз. И отидовме. Ленинград, од Ленинград. За Финска е сега проблем на граница, раки и многу, а прохибиција во Финска, што ќе правиме, викам сега. Насред мост е преминут, а рампата е потаму и едните и другите, едните на почетокот од оваа страна на мостот, другите на крајот. И дига финецот рампа, влегуваме, кај Русија немаше проблем, нју давај. Овамо влегуваме и запирам ја пред дрвена барака. Финска. Поминав тогаш и кај што се произведуваат овие финските бараки. Гледам колку има внатре цариници. И ја Марко, викам, ти седи, не мрде, дека он беше малку поднапиен. Да не направи, давај, вика, не ќе рече, ај назад или дај ракиите. И седи тука и уживај. И ја влагам, викам, дај само 3 кеси од тие тап-тап книжни. Знаев, ја ги носев ти. Ставам, тројца видов, влегувам внутра и француски, ја бонжур, ми рекоа поише зборува тамо, француски во Финска. Појма немам кој беше тогаш тоа. И влегувам и викам, но сум журналист за Југославија, Македонија, водиме Хелсинки, European Championships, баскет, вамо тамо. И они ме гледаат, викам, а ова е еден мал сувенир, подарок од мојата држава, за вас да се почесте. Баб на едниот, баб на шалтерот, кај другиот, баб на третиот, они се гледаат, знаат дека е раке, сега никој на сите им се сака, а не може да се... Ако однесе федна, ќе се скара, или ќе вака трите, тројца, и кога едниот, тој шеф изгледа им беше, ја стави под масата, а викам готово, проаѓам, и другиот, и вика, добро, ред, југословенски пасош, не треба виза, не треба ова, не треба она, леговме, фала многу, отидовме и поминавме, Хамина се викаше местото кај што се произведуваат овие финските бараки, во која што, кога доаѓа видов, живееш и ти. И многу убави, дека и сопругата моја па во Козле има ваква барака, комши, зимно време, една нафтена пешка, топло тука.
Да. Со цигли. Да. Пука. И така, тоа беше она за Зоран, за доживувањата. Во Хелсинки инаку слабо одигравме, тогаш се создаваше новата генерација која 3 години подоцна стана светски првак. Чосич тогаш се разигра во Хелсинки прв пат, после стана играчиште. Цветковиќ беше капитен на репрезентацијата. Продолживме и имаше уште едно доживување со Марко и тие дечките. Единствен дефект имавме гума во ова попушти, не знам што беше, а веќе се смрачуваше, одевме на кај Малме и таму еден паркинг имаше и мотел. Паркирам и момци млади таму, нешто фудбал, шутка прави, ги прашувам каде е пумпа, има ли некоја? Има, вика, на 15 километри од овде, во градчето, ама доста е затворено и таму се појавува женска една, керка на тој газдата на хотелот и кажувам што е работава. Не е проблем, вика, јас ке дојдам со вас, ке ви кажам, тие живеат, ако е затворена пумпата, горе на спратот, гуми ќе те имаат, оправат. да, ќе обезведим. И Марко го оставив тука со овие и со колата. Ние отидовме со нејзино Рено 4 имаше оние. Четврта стена. Тие Да. убаво количе. Со неа муавет нешто вамо таму. Отидовме ги разбуди тие. Гума таа димензија, ја има фото димензија и све. Имаме, вика. Ке ви даеме, даде, платив, влеговме која на враќање, гледам. Овие фатени, вика Марко, пак ја зезнал работава. Овие фатени оро играт, он галичанец беше тешкото. Ги учи тешкото да играт. Викам шо пре. Па како фату директ. Извади ракија, дал ракија, кај ќе играат тешкото. Па така само се му доверува Да. да ќе ми ја подпомогне да И почне. дава, бам, ракијата, шишето го гледам, демек така, тоа е традиција, така се играло шишето. Околу на среден. шишето. Околу, и они пред тоа едно шише испиле. И ова шишево и фатени они и играат тешкото, викам сега капа кола. Све видов. Ево Малме одиме, траектот го фаќаме, не у Малме, во Трелеборг, од тука не тргнува, од Трелеборг за Сачнич, во источна Германија тогаш, од таму Берлин, од Берлин, Назад на кај кај дома. Чехословачка, тогаш на Унгарија, влегове во Србија, а на доаѓање, па сега да ви кажам, на одење, цариниците ме прашаа што бе толку раки, што бе, одиме, пиеме, како Немај да гајле. пиете, ќе видиш. Марко вика, дај бе да им покажем, зема едно, до пола сливовица, како вино да пие. И овие зема се напија, вика, ајде напи се и ти. Абе, возам, вика, малку. И шишето го снема цариниците, Марко, и готово, вика, среќам вам пут, дај Боже да вас видимо здрави и живи. На толку раки. И тргаме, мене ми се приспа пред Сегедин. Една ливада убава, Марко вика, мај да дремнеме бар пола саат, дека и ноќта не спиевме, Паганини ни свиреше. Викам, да, и легнавме тамо, малку задревам, се освежив и тргнавме и така. Другиот дел ви го кажав од патувањето. Мушки. А исто, да кажам сега, не сега, кога беше пред 2-3 години, нели, Џоковиќ не му дадо да влезе да игра Во Австралија. Мелбурн, Австралија, Опен, визи, мизи, која беше и короната, значи Да, скандал беше тоа голем. 22 година и тоа. И еден хрватски новинар Милетич пишува во тоа спортски новости во Вјесник, во нивните, и вика Зоран Михајлов со својим колегом Марко прешли со железну границу, тебе со запада ушли у исток, Да. без ikakvih проблема, sa пасошом, без и едне визе, успели су да стигну на Европско првенство у Хелсинкiju, да
пропрате и јавljaju за догаѓања на европском шампионату у кошарци, а овде аустралци напуштају, каже Џоковиќа, да уđe на тло Аустралија да одигра Australia Open. Значи за еден момент у референца Зоран Михајлов е една скала над Новак И Џоковиќ. викам, кој ме ноле, викам, кој си ти? И така, пацошот одигра голема улога тогаш. И друго време беше и има голема разлика и онако почнувавме за спортовија да зборуваме, друго беше тогаш. Све игравме. Се, ја може и фудбалер да бев, крилце да играм, брзина имав, Сте трчале. со топка, ова во учителско училиште, учителска школа, цел ден шуткавме Така, топка. така. Тоа е цел ден со После ќе спорт. дојдевме преди даде, ќе скопавме дупки на шлајка, игравме со Джамли. джамлиите. Овие не можеа напроле да ги наместа столоите, мрда ракијата. А многу работи има. Треба да правиме уште 2-3 подкаста и тоа ќе биде цела А може не и моја позади камера. биографија, тоа ќе биде и една историја македонска од Втората Да. светска војна До ден денес. до ден денеска, бидејќи сум се родил тогаш кога заврши војната Сте уфатиле све. во слободна територија. Секогаш ги прашуваме гостите како си поминавте. Супер. И Да. уште една работа јас што сакам да ве прашам, совет за некој како мене што сака да стане како вас. Треба со љубов да се работи работата за која што си се определ. Јас сум имал многу пречки и во текот на работата, па доаѓало и до расправи, па доаѓало и до моменти кога така сум чувствувал дека може да се случи да кренам раце, меѓутоа ако една професија се сака, а новинарството е многу убава, интересна, но и напорна професија, и јас велам, и еве кога пишувам и за биографијата, дека животот го минав во еден брз ритам. Брзо одеа настаните, брзо се редеа еден по друг. Фудбали, кошарки, атлетики, ракомбети, негде активен, негде до некаде активен, негде на двете места со исти залагања, ракомет, атлетика, кошарка и сето тоа измешано. Меѓутоа, сите тие работи сум ги сакал, дури можеби ќе сум останал и професионално во атлетиката, ако не ме влече и другите спортови. Проживеав со тоа, сега останува да видиме што ќе покаже иднината, инаку во овие години, не во овие, пред 20-25 години имав трајлер, го купив од Есма Реджепова и Стево Теодосиевски тамо негде 1994 година и ја прокрстарив Европа и со него бев и на Европско првенство во атлетика со жена ми 2002 година во Минхен и се стациониравме во камп 1, еден борач ми обезбеди таму треба како за во хотел резервација, ама далеку ми беше од Олимпискиот стадион и одам на Олимписки стадион со Трейлер. Телер, да. не отидов со трајлер, Аха. прво со метро, застануваше пред стадионот, а викам секој ден ли вака, тамо, вамо, трае ова недела дена, и одам Баерн просори, кај што има фудбалскиот клуб, и прашам Салихамиđić, тука ли е каде што, па ќе дојде секој момент тренинг, ќе има тамо на лошиот терен, и ова, добро. И доаѓа он, здраво му се представам, јас сум Зоран Михајлов, коментатор македонска телевизија, радио сам Сигурно знае. преноса у кој сте играли, драго ми ово, оно. Шта има, где сте, како, не прашува, па викам тамо сам, где тамо е онај трајлер мој на паркингу. Ужо сам, пусио ме, узeo сам оно пропустицу да плати. Каже, ништа нема да се плача, уживајте, све бише, сви кои требају да буду, бише обавештен, и ја 6 дена на паркингот, од кревет на стадион.
он стадион, Животиште. тука. Тоа е, сте го И заслужили. така Сали Хамиджич вика, седите тука и уживајте вие. Немате никакви проблеми, он беше тогаш главен играч. Сега е на у Бајерн сега е извршен уште одбор. во, Да, уште е обај. во управата околу играчи, кои играчи, што договарање, Да. праење и така. И дечки, тоа беше тоа од 11-та епизода Edge of the Box. Јас и Кире со најголемо задоволство ги слушавме сите приказни на Зоран Михајлов. Се надевам дека Зоран Михајлов каже дека си поминува, ама се надеваме дека така е на вистина. Се изнаслушавме пре убави приказни, пре големи светски имија со кои што Зоран имал шанса да се запознае. Неговото патешествие низ годините од атлетичар, спортски новинар, извршен директор на Вардар, па повторно спортски новинар, до сега, ете да речеме, комшија наш низ Девармала, со кој што ќе се дружиме и во иднина, дај Боже. Толку од мене, Кире повели. Ништо, све кажа Виктор како што треба, јас многу се поминав, уживав во приказни. Исто така ви благодарам што дојдовте, што одвоивте време за нашиот подкаст. Се надам дека слушателите ќе уживаат во овие Ви приказни. благодарам за поканата, Така да па е. верувам дека и натаму ќе се гледаме. Сега, Новинари сме, сега, да. Точно. колеги. Колеги. Да. Голема чест, Зоран. Се гледаме во наредната. Се гледаме, поздрав.